Имаме кандидат за градоначалник со визија, искуство и знаење, кој остави дела зад себе и заслужува повторно да му се даде довербата за да продолжи општина Виница да напредува и да се развива во поубава и поурбана средина. Пратеникот од Виница на денешниот прес Елена Павлова со максимална поддршка на кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Емил Дончев. Без оглед на тоа, на претходните локални избори, кој за кого гласал, она што како проекти стојат во отчетот за изминатиот 4-годишен мандат на кандидатот за градоначалник Емил Дончев се однесуваат за сите граѓани во општина Виница. И на овие локални избори ВМРО ДПМН и кандидатот за градоначалник излегуваат со сериозна програма, со однапред обмислени проекти кои произлегуваат од реалните потреби на општината и граѓаните кои што живеат во неа. Нашите политички конкуренти го достигнаат дното на политичката култура во изборната кампања. Не бираат зборови за навреда, закани, празна критика, лаги и манипулации. Жалам што после толку изборни порази не ја научија лекцијата. Павлова со апел до опозицијата, но и со увереност во мудроста на народот кога ќе треба да одлучува. Жалам што после неколку последователни изборни порази тие се уште не ја научија лекцијата. Без конкретни дела, без проекти, без отчет, без програма, без доблес да се признае барем еден позитивен проект кој што е завршен и кој што како бенефит го имаат сите граѓани во општината, не може да се оди на избори, уште помалку да се очекува победа. Моите сограѓани знам дека се мудри и никој не смее да ја подценува мудроста и интелигенцијата на граѓаните на општина Виница. Сигурна сум дека и овој пат ќе ја дадат поддршката за кандидатот Емил Дончев, за советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата, затоа што без мнозинство во Советот, градоначалникот нема да може да си ги реализира предвидените проекти во програмата, онака